Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте и во денешното ново издание на Визита. Во неа денеска зборуваме за кроновата болест и улцеративниот колитис. Болести кои што се многу чести кај популацијата, а дополнително на ова стресот, прекумерните секојдневни грижи, лошите навики во животниот стил и лошата исхрана се едни од факторите кои што ги предизвикуваат овие болести. Лекарите често ја спомнуваат и генетската поврзаност. За тоа за какви болести станува збор, кои се симптомите, каков е третманот и која е целта која што треба да се постигне со третманот, како да се превенираат или избегнат евентуалните компликации кои би можеле да се појават и улогата, важноста и значењето на исхраната, хигиено-диететскиот режим токму кај овие заболувања. Денеска во Визита разговараме со доктор Александра Хаджидимова, доктор на медицина, диетолог од одделението за диетологија при клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден, доктор Александра, добре ни дојдовте во Визита. Добар ден, Билјана. Ви благодарам за ова видео гостување. Би сакала да кажам дека на овој начин некако изгледаат и нашите онлайн консултации кои што ги воведовме во овој период на COVID-19 во нашата болница како нов проект и затоа сакам и на овој начин еве да ги поздравиме сите оние кои што ќе го проследат овој разговор, а се направени за пациентите кои што не би можеле да дојдат во физички контакт на сама консултација и онаму каде што здравствената нивна состојба тоа го дозволува да биде извршена на овој начин. Да, оваа цела ситуација ни наметна еден нов начин на комуникација и преку медиумите, меѓутоа и нов начин на комуникација на пациентите со лекарите. Се привикнавме и моравме да се привикнеме на оваа новонастаната ситуација се до моментот нели кога ќе очекуваме сето ова да заврши и да си се вратиме на онај нормален тек на живот и нормални нели прегледи. Коронавирусот и сето она што е насочено кон него, меѓутоа во моментов постојат и многу други заболувања на кои не смееме, односно мораме да мислиме, луѓето кои што веќе ги имале симптомите или пак кај некого можеби и допрва ќе се појави и токму затоа ја одбравме и оваа тема за денеска. За да се надоврземе на кроновата болест и улцеративниот колит, еве на почеток само во досегашните емисии сме зборувале за исхраната и улогата на исхраната во третманот на незаразните воспалителни болести. Колку исхраната или диетотерапијата има своја улога во третманот на болестите на гастроинтестиналниот тракт? Да, честопати ваквите здравствени едукативни емисии всушност најчесто биле насочени кон говорење на дебелината, односно на зголемената телесна тежина и тоа како еден од најголемите ризик фактори кај хроничните незаразни болести, како што се кардиоваскуларните болести, шекерната болест, метаболниот синдром, атеросклерозата и така натаму. И тоа силно го поддржувам и следам дека и понатаму треба да правиме едукација, бидејќи од една страна дебелината и сама по себе представува сериозно здравствено нарушување на здравствената состојба кај пациентот, а од друга страна представува и најголем и најважен ризик фактор за овие хронични незаразни болести. Меѓутоа, хигиено-диететскиот режим исто така има своја голема улога и во лекувањето на гастроинтестиналните заболувања, односно тоа се заболувања кои што во принцип го напаѓа системот за варење или како народски вие ги нарекле системот кој што започнува од устната празнина, а завршува со анусот. Зошто е тоа така? Заради тоа што секогаш кога на пациентот ќе се спомне некое заболување кое што поврзано со овој систем, со органите на овој систем, секогаш доаѓа во прв план исхраната. Таа најчесто доаѓа во контакт уште во почетокот, нели кога ќе ја внесеме во устната шоплина со устата во првиот ред, тука настанува механичкото дробење или механичкото варење. Исто така варењето од страна на тунковниот ензим, на птиалинот, кој што има улога во варењето на јаглеродните хидрати, потоа поминува преку хранопроводот, односно тоа е органот кој што ја пренесува храната до желудникот, од желудникот таа продолжува во тенките и во дебелото црево и на крајот овој систем исто така учествува по природен пат во исфрлање на сите оние штетни материи кои што не се потребни во организмот. Кроновата болест и улцеративниот колит се бројуваат, односно се дел од болестите на гастроинтестиналниот тракт. Колку се чести, колку се застапени, што ги предизвикува, за какви болести станува збор?
Да, ова се две заболувања кои што се сретнуваат кај гастроинтестиналниот систем и можеме да кажеме дека представуваат исто така хронични. Кога ќе кажеме хронични, сметаме на долготраечки заболувања, дури понекогаш и доживотни. Идиопатски, што значи дека причинителот е непознат кај овие заболувања. Потоа представуваат исто така од една страна и заболувања кои што ги нарекуваме уште и автоимуни заболувања, бидејќи науката потврдува дека можеби и автоимуните механизми во нивното настанување имаат голема улога. Потоа исто така ваквите заболувања се нарекуваат уште и инфламаторни или воспалителни и на крајот дигестивни заболувања. Зошто е тоа така? Кога ќе кажеме дека зборуваме за воспалителни или инфламаторни заболувања, веднаш се поставува прашањето што е тоа што го предизвикува тоа воспаление. Најчесто се смета дека и кај улцеративниот колит и кај кроновата болест представува влијание на некои надворешни фактори, ризик фактори од животната средина врз генетски предиспонираните луѓе, односно кај оние пациенти кај кои што веќе се смета дека има фамилиарна предиспозиција за да дојде до појава на улцеративниот колит или пак на кроновата болест. Тука ќе ги спомнеме и другите ризик фактори кои што во прв ред представуваат нарушување на имунолошкиот систем, а ако тргнеме од тезата дека најголемиот дел имунолошкиот систем потекнува од пробиотиците кои што се наоѓаат, односно од корисните бактерии кои што се наоѓаат во дебелото црево, атопичен орган за улцеративниот колит представува колонот или латинскиот назив е колона, тоа е дебелото црево, тогаш веднаш се наметнува исто така констатацијата дека пробиотиците се многу важна алка во лекувањето и на улцеративниот колит и на кроновата болест, како би го регулирале имунолошкиот систем. Психолошкиот стрес како ризик фактор кај овие заболувања игра голема улога. Науката докажува дека пациентите кои што се наоѓаат во подолготраен психолошки стрес имаат многу поголемо влијание отколку краткорочниот стрес кој што ќе го претрпи еден човек. Заради тоа ваквите болести не би рекла дека се ретки, се наоѓаат доста често, во последните децении исто така се наметнува честотата нивна и од подобрата дијагностика, бидејќи дијагностичките методи кои што се користат за докажување на улцеративниот колит и на кроновата болест, а тоа се ендоскопските методи како што се колоноскопијата или пак горнодигестивната ендоскопија, всушност на многу соодветен начин ги конкретизираат бројките кај пациентите кои што припаѓаат на улцеративниот колит и на кроновата болест, за разлика од едно многу слично заболување по својата клиничка презентација, кое што исто така е гастроинтестинално заболување, тоа е синдромот на нервозно црево. Меѓутоа ова представува заболување кое што е функционално. Кога ќе кажеме функционално заболување, значи не очекуваме никакво органско оштетување на соодветен орган. Туку во клиничката презентација се манифестира мошне слично со улцеративниот колит и со кроновата болест, но денешната дијагностика навистина многу успешно ја прави таа диференцијално дијагностичко разликување на овие три заболувања. Така. За разлика веројатно од порано, кога можеби малку повеќе време требало така за да се дојде до вистинската дијагноза, посебно и оној синдром на нервозно дебело црево кој што го споменавте и посебно присутен предпоставувам кај помладата популација. Доктор Александра, причинителот е непознат, воспалителни незаразни болести, меѓутоа лекарите често ја спомнуваат и генетската поврзаност или предиспозиција за појавата на овие две заболувања. Да, меѓутоа веднаш мора да кажеме дека ова не представуваат генетски заболувања. Науката трага се уште по оние гени кои што најчесто би биле одговорни при нивната експресија за појава на улцеративниот колит и на кроновата болест, на инфламаторните цревни заболувања. И досега се смета дека се тоа најчесто гени 7 до 8 кои што се локализирани на 3-тиот, 7-тиот и 12-тиот хромозом.
Меѓутоа, се уште не можеме да кажеме дека со сигурност ова представува генетско заболување. Кога велиме генетска предиспозиција, тогаш сакаме да кажеме дека со одреден ризик фактор, само во анамнестичкиот податок, во анкетата, кога ја правиме со пациентот, доколку добиеме податок дека некој близок од семејството исто така е заболена од ваква болест, односно има во фамилијата потесната некој со улцеративен колит или со Кронова болест, велиме дека генетската предиспозиција сигурно е силна црта во презентацијата на ваквите две заболувања. Така. Дали ваквиот воспалителен процес и кај двете заболувања се случува во цревата, бидејќи заедно ги спомнуваме, ама во секој случај има разлика и меѓу нив, така одредени разлики? Да, ги спомнуваме заедно заради тоа што нели спомнавме дека двете се гастроинтестинални заболувања, меѓутоа топичниот орган, кај улцеративниот колит, представува дебелото црево. Всушност и самата болест го добива и своето име од тоа каде се сретнува. Колон, спомнавме дека представува на латински дебело црево, а оние укуси или оштетување, улцерации, кои што може да се сретнат и на површината на кожата, меѓутоа исто така се сретнуваат и на внатрешната обвивка, на мукозата, на слузокожата на дебелото црево, всушност го дава вториот збор во името на улцеративниот колит. Улцеративниот колит може да го зафати целото дебело црево, од почетокот, значи од цекумот па се до ректумот, и симптоматологијата најчесто ќе биде изразена во зависност од тоа кој дел од цревото е зафатен, а доколку е зафатено целото дебело црево, тогаш се нарекува панколитис и симптоматологијата исто така е зависна и од тежината на клиничката слика. Короновата болест пак всушност исто така представува гастроинтестинално заболување, односно дигестивно заболување, меѓутоа за разлика од улцеративниот колит може да се појави долж целата дигестивна цевка, започнувајќи од устната шуприна па се до анусот. Доста карактеристично за кроновата болест е исто така дека може да имаме дисконтинуитет во патолошкиот процес, односно да се наоѓаат делови на здраво и делови на болно ткиво, и самиот процес не ја зафаќа само мукозата, односно само слузокожата, туку целиот патолошки процес се протега низ целиот зид на цревото. Заради тоа и клиничката манифестација или симптоматологија кај кроновата болест, за разлика од улцеративниот колит, ќе се изманифестира во зависност од тоа на кој дел од дигестивниот систем ќе го сретнеме ова заболување. Така, во поглед на симптомите и многу важно е така да знаеме или да слушнеме, да препознаеме навреме доколку се јави некој од тие симптоми, за навреме да побараме и лекарска помош. Кои се најчестите симптоми и како се манифестираат? Речиси сите сме се сретнале со течните столици или пак со тврдата столица, односно со запекот. Кај сите понекогаш добиваме крчеви во стомакот или пак можеби тоа се некои појаки болки. Тоа не значи дека секогаш и веднаш треба да се побара лекарска помош. Меѓутоа, доколку оваа симптоматологија трае подолго време, доколку дојде до појава на диареја, која што најчесто, односно течна столица, која што најчесто во себе има примеси на крв, односно крвав измет, понекогаш ваквиот измет може да содржи и слузава содржина, доколку болката е на левата страна од абдоменот најчесто локализирана, доколку се појавува дури и ректална болка, не само абдоминална, не само стомачна болка, доколку исто така имаме така наречени тенези. Тенезните представуваат лажни позиви за дефекација. Дури се појавува дури кога цревото е целосно испразнето, и доколку не будат ваквите тенезни, значи доколку се појавуваат и во ноќните часови, што е една битна разлика, например, со синдромот на нервозно црево, каде што самите повици за дефекација воопшто не го будат пациентот, меѓутоа кај овие две заболувања тоа е често пати случај. Покачената телесна температура, која што може да трае со денови, веднаш треба да представува аларм дека треба да побарате консултација со вашиот гастроентеропатолог, па понатаму значи да се применат сите оние дијагностички процедури за кои што спомнавме дека најчесто ја прават диференцијалната дијагноза за какво заболување станува збор и дали всушност станува збор за некој од овие две заболувања. Така, како што споменавте, диарејата или запекот, да, помалку или повеќе, така секој од нас поминал низ такви ситуации, меѓутоа ако кратко траат, така не се загрижувачки. Ако долго траат овие симптоми, па посебно ако се појави крв во столицата, така тоа треба навистина да биде аларм дека во моментот треба нешто да преземеме.
Така, да. Ваквите крвави столици секогаш треба да представуваат аларм за да се превземе нешто, бидејќи улцеративниот колит и кроновата болест знаат да се појават уште во младата возраст. Значи тоа е исто така еден знак дека може да се работи за нешто поспецифично отколку обична диареја која што би била во скоп на некој гастроентероколит кој што е предизвикан од некој друг микроорганизам. Најчестата манифестација на улцеративниот колит е некако помеѓу 15-тата и 30-тата година од животот и тоа се релативно млади луѓе кои што навистина во својот период на развој може да се сретнат со голем психолошки стрес во делот на екзистенционалните проблеми, во делот на своето образование и така натаму. Меѓутоа е втората возрастна доба, да ја кажеме, во која што овие две заболувања може да се појават некако помеѓу 50-та и 70-та година од животот. И исто така и овдека треба секогаш да се помислува и на овој тип на заболување, доколку во анамнестичкиот податок, односно во анкетата, добиеме дека во фамилијата имаме веќе ваква појава, имаме вакво заболување, а исто така и доколку се наоѓаат ваквите пациенти во социјалните класи каде што навистина стресот и неквалитетната, односно би рекла неадекватната исхрана, а тоа е исхраната која што најчесто е препроцесирана, која што е премногу богата со трансмасти, со заситени масни киселини, понатаму храна која што е богата со брзи јаглеродни хидрати, процесирани јаглехидрати од една страна и храна сиромашно со растителни влакна ќе придонесе за манифестација на овие заболувања. Самата симптоматологија може да биде и вонцревна и тоа веќе најчесто зборуваме за вонцревни компликации. Можно е важно да се каже дека помеѓу 3 до 5% од пациентите со улцеративен колит најчесто може да доведе и до карцином на дебелото црево. И ваквата манифестација секогаш бара кај пациентите кои што веќе еднаш добиле атака на улцеративен колит да прават еднаш во годината колоноскопски прегледи со биопсии, за да може да се види да не случајно постои некоја дисплазија на клетките и развој на карциномот на дебелото црево, кој што знаеме дека представува заболување, кое што колку по-рано се детектира, толку е поедноставно неговото лекување. И двете заболувања, и улцеративниот колит и кроновата болест, представуваат долготраечки доживотни заболувања, меѓутоа и двете заболувања имаат состојби на мирна и на активна фаза. Тоа е многу важно. Активната фаза, всушност, кога имаме активна фаза, всушност лекарот тогаш делува медикаментозно, конзервативно. Во потешките случаи, ваквите заболувања бараат и хируршко лекување, тоа го одлучуваат абдоминалните хирурзи според степенот на зафатеност на органот каде што се наоѓа или во според степенот на зафатеност во дебелото црево. За разлика, нели како што спомнавме дека улцеративниот колит се сретнува на дебелото црево, можеби најчестата локализација на кроновата болест е на крајот од тенките црева, а тоа е илеумот. Порано самата кронова болест уште и се нарекувала терминален илеитис, меѓутоа самата звучна конотација на зборот терминален најчесто на пациентите му кажувало дека се работи за некоја многу тешка болест и заради тоа е напуштен тој назив и се смета дека го добило името според научникот и докторот кој што со своите соработници за прв пат го опишал патолошкиот процес кој што се случил кај кроновата болест. Така, можни се во текот на болеста и компликации, како што споменавте и пред малку, и токму затоа и целта на терапијата е да се оди во насока на намалување на воспалението, смирување на состојбата, менување на начинот на исхрана, животниот стил и ред други нешта. Терапијата ќе се прима, меѓутоа ако не го смениме ова другото, така хигиено-диететскиот режим веројатно нема да можеме да го постигнеме посакуваното и не дај Боже така, можеби во еден момент би дошло и би се појавиле и компликациите. Улогата, важноста и значењето на хигиено-диететскиот режим.
Да, терапијата кај овие заболувања зависи од тежината на клиничката слика во прв ред, меѓутоа исто така зависи и од тоа дали ја применуваме терапијата во една мирна фаза или пак во акутна фаза. Ова спомнав дека се заболувања кои што може да се манифестираат со најразличен степен на тежина на клиничката слика и доколку клиничката слика е полесна, во тој случај конзервативното, односно медикаментозното лекување со имунотерапија, со биолошка терапија, со кортикостероидна терапија, антибиотска терапија и така натаму, дава свој резултат во смирување на процесот, меѓутоа исто така и исхраната, односно адекватната исхрана, представува линија на третмент која што комбинирано се користи со сите овие препарати и со целиот овој третмент кој што го спомнавме. Во потешките случаи рековме дека и двете заболувања може да се лекуваат со хируршка интервенција. И самата хируршка интервенција ќе наметне во пострехабилитациониот период, односно во постоперативниот рехабилитационен период, исхрана која што може да биде парентерална исхрана. Таа исхрана е всушност исхрана преку инфузија, кога нутритивните елементи ги внесуваме директно во крвниот систем. Потоа, кога ќе дојде до едно смирување на самата состојба, се користи ентералната исхрана. Тоа се всушност готови производи или пак направени производи кои што се внесуваат преку сонда и на крајот доаѓа корекцијата на исхраната во делот на оралната нутриција или тоа е онаа стандардна нутриција која што ја велиме исхрана преку уста. Сега можно е важно да се напомене дека кај ваквите пациенти при хируршките интервенции често пати знае да се направи така наречена илеостома или колостома. Илеостомата всушност представува отвор кој што го поврзува тенкото црево со абдоминалниот зид. И најчесто овие отвори треба да се спомне дека немаат мускулен слој, што значи дека излевањето на содржината во самата стома нема да биде под волева контрола на пациентот, туку се излева така како што ќе го помине дигестивниот систем. Најчесто самата содржина на илеостомата е течна, а тоа е така заради тоа што апсорбцијата на водата настанува во подолните дигестивни патишта, односно не дека во дебелото црево во поголемиот дел. И тука диететските мерки многу ќе помогнат и советите кај пациентите да им кажеме дека самата содржина не можеме многу да ја збуснеме, дека таа секогаш ќе има таква потечна форма, меѓутоа постојат диететски препораки кои што може да им помогнат. Такви се на пример земање на оброци кои што ќе бидат секогаш во точно одредено време, за да самиот човек научи кога ќе биде најчестото празнење во илеостомата. Понатаму самата исхрана треба да биде необилна. Во делот на диететските препораки најмногу се обрнува внимание на количината на растителните влакна. Всушност, дали ќе имаме додавање на растителни влакна или пак ќе советуваме храна која што ќе биде сиромашна во растителни влакна доколку сакаме конзистенцијата на содржината да ја регулираме. Истото се случува и кај пациентите кај кои што имаме колостома, ако илеостомата беше поврзување на тенкото црево со абдоминалниот зид, кај колостомата имаме поврзување на дебелото црево со абдоминалниот зид и во оваа ситуација самата конзистенција на содржината веќе е поцврста или поформирана, меѓутоа исто така станува збор за неволево исфрлање на содржината во стомата и тука ви кажаме дека исто така важат овие диететски препораки. Секогаш на пациентите им велиме да ќе жвакаат добро храната со уредно и поправено забало и секогаш тоа да биде со затворена уста како би се внело многу помала количина на воздух која што може да доведе до исфрлање на гасови во стомата што создава непријатност околу околината на самиот пациент. Значи ова се заболувања кај кои што и самиот пациент треба да се соочи со неговата новонастаната здравствена состојба и заради тоа корекцијата на исхраната и адаптацијата на суплементацијата представуваат тежок процес, не само за пациентот, туку и за лекарот. Кон секого треба да пристапите индивидуално, бидејќи секој човек различно реагира на соодветен начин на исхрана. Од друга страна пак треба да се напомене дека ова се две заболувања кај кои што губитокот на телесната тежина всушност е нешто што и губењето на апетитот е нешто што ги одликува во симптоматологија. На почетокот спомнавме дека дебелината и
зголемената телесна тежина се несакани за одредени други типови на заболувања. Самиот пат на телесната тежина всушност кај ваквите пациенти исто така се презентира во клиничката слика како многу доминантен симптом. Ваквата потхранетост, односно кахексија би рекла кај овие пациенти, најчесто ја сметаме кога body mass индексот или индексот на телесна маса ни е некака под 18,5 кг на телесна тежина на метар квадратен се извинуваме, и тогаш велиме дека пациентот е во потхранета состојба. Но самата тежина во делот на адекватната нутриција не настанува само за подигнување на телесната тежина или народно кажано да го поправиме пациентот. Кај овие заболувања имаме јако и силно оштетување на слузницата на дебелото црево и на тенкото црево. Всушност тенките црева имаат реструктивна површина, кажано колку едно тениско игралиште. Тоа се случува заради тоа што самата слузница е изградена прво во спирална форма, понатаму цревните ресички на себе содржат и уште потенки микровили, така наречени, кои што во многу ја зголемуваат реструктивната површина на тенкото црево. Кога оваа реструктивна површина е намалена заради оштетувањето кое што го прават и двете заболувања, во тој случај настанува еден така наречен малабсорптивен синдром, односно пациентот од една страна ја губи телесната тежина, а од друга страна се плаши да внесе храна заради тоа што болките и грчевите уште повеќе се зголемуваат кога ќе дојде до внес на храна. Сето ова може да доведе до нутритивен дефицит на многу важни микро и макроелементи, односно до дефицит и на протеините, и на јаглохидратите, и на мастите од една страна, а од друга страна ваквите пациенти може да бидат силно дехидрирани, може да западнат во анемија заради големите и обилни искрварувања преку крвавите столици, односно преку диарејата. Исто така, значи, имаме недостаток и на многу микроелементи во трагови, како што се бакарот, моливденот, манганот и така натаму, што значи дека нутритивните интервенции кои што ќе правиме кај ваквите пациенти најчесто ги насочуваме во поглед на суплементација и на задоволување на организмот со цел да не настанат уште поголеми компликации кои што би можеле да доведат до повторно активирање на компликациите или пак до повторно активирање на фазата во која што симптомите ќе бидат многу изразени. Така, потребно е значи на дополнување и неопходно е всушност многу аспекти треба да се земат во предвид. Така, луѓето кои што страдаат од ваквите болести мора да внимаваат на многу работи, како рековте, и промена во стилот на живот и во начинот на исхраната, меѓутоа и како се внесува храната. Е лесен и едноставен начин да го прифатите ако знаете дека ќе направи добро, така за вашето здравје и дека ќе ја контролира болеста. Да, најчесто им објаснуваме на пациентите дека нивниот нов начин на исхрана не треба да представува големо психолошко нивно оптеретување. Тоа се пациенти, еве за улцеративниот колит можам да кажам дека најчесто бидејќи се појавува во пораната возраст, чести прашања се дали можам да понатаму бидам мајка, дали можам да родам здраво дете. Значи тоа се работи кои што веднаш им ги соопштуваме на пациентите дека пациентите со улцеративен колит може да бидат мајки и да имаат здрави бебиња. Можно е важно да се напомени исто така дека самата порана диагностика може да доведе до подолгорочна контрола, меѓутоа исто така ваквата контрола треба да биде многу континуирана заради тоа што кај ваквите пациенти се многу пак почести компликациите. Колку порано ќе се појави заболувањето, толку имаме изгледни шанси за поголеми компликации кои што подоцна во животот може да се појават. Исхраната треба да го задоволи пред се протеинскиот дефицит во организмот и заради тоа се смета дека најчесто кај потхранетите пациенти, а тоа се речиси 99%, да не речам 100% од сите пациенти, се смета дека треба да се внесе од 1 до 1,5 грам на килограм телесна тежина протеин,
односно дека исхраната треба да даде од околу 35 до 40 килокалории на килограм телесна тежина енергија. Оваа енергија во целокупната енергија која што ја користи организмот е поделена нели на еден така наречен базален метаболизам, тоа е метаболизмот кој што всушност ни отсликува трошењето на енергијата од храната за нормалните витални функции во организмот, меѓутоа исто така потребна ни е енергија и за варење на храната, за преработка, за дигестија на храната од една страна, од друга страна и за сите телесни активности кои што ги извршува човекот. Варењето на храната започнува уште во устната шуприна. Рековме дека тука самиот ензимот, тонковните жлези, пиалинот, ќе започне таа разградба. Негдека во желудникот преку хранопроводот таа се задржува помеѓу 2 и 6 часа. Меѓутоа желудникот со својата контрактилност продолжува со мешање на храната, а исто така тука учествуваат и голем број на сокови кои што се излучуваат во самиот желудник. Најдолго во желудникот се задржува храната која што е богата со масти, онаа која што има помала количина на масти, во тој случај побрзо ќе помине во тенкото црево. 95% од сите микро и макронутриенти, односно од крајните продукти на јаглеродните хидрати, на протеините и на мастите, вклучително и на витамините и на минералите и на водата, се ресорбираат во тенките црева. Но исто така и во дебелото црево доаѓа до ресорбција на водата, а често пати сега науката кажува и дека витамините од Б групата исто така се оние кои што често пати се ресорбираат во делот на дебелото црево. Но затоа пак во дебелото црево храната се задржува некако околу 24 часа и овдека најчесто доаѓа до израз онаа симбиоза помеѓу корисните и потенцијално токсичните микроорганизми, да кажем, и опасните микроорганизми, така. И всушност можна е важно колоноцитите да се одржуваат во добра кондиција. Колоноцитите се одржуваат во добра кондиција со кратколанчените масни киселини. И кај овие, кратколанчени масни киселини, исто така голем е ефектот на омега-3 масните киселини, кои што имаат изразено антивоспалително дејство. Јас секогаш велам кога имате воспаление, кое што можете да го видите, кое што е, например, поставено на кожата и вие со голо око ја гледате болката, самото црвенило и така натаму, сите оние симптоми кои што отокот, кои што го карактеризираат едно воспаление. А потешко е кога воспалението, е внатре во организмот, секогаш е многу поедноставно за да разберете какво е влијанието на антивоспалителните омега-3 масни киселини. Исто така Доктор Александра, јас се извинувам што ќе ве прекинам, мислам дека доволно се опфативме во ова денешна емисија, мораме да го завршиме денешното издание на Визита тука. Разговорот ќе имаме и следни прилики да проговориме повторно. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и јас за поканата. Секој добро, пријатно. Почитувани гледачи, благодарности до вас за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на Канал 5.